Подпредседателя, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес втор ден расправаме за предлог законот за измени и дополнување на законот за минимална плата во Република Македонија по скратена постапка. Ова покачување на минималната плата во Република Македонија е очекувано и добредојдено за голем број граѓани во нашата земја. Ние како пратеничка група веќе рековме дека ќе го прифатиме овој закон и ќе гласаме за покачување на минималната плата. Затоа што растот на цените на основните прехранбени производи е секојдневно и логично е да има покачување на минималната плата. Но покачувањето не е само на прехранбените производи. Цената е порасната на електричната енергија и тоа за 9,5%, а цената на парното за 14%. Секој петти граѓанин во Република Македонија е сиромашен и ја чувствува инфлацијата и сиромаштијата. Здравствената криза продолжи со енергетска криза, а енергетската продолжи во топлинска криза, поради што животот на граѓаните стана уште потежок. Минималната плата моментално изнесува 15.194 денари и таа не ги задоволува потребите на едно 4-члено домаќинство, бидејќи потрошувачката кошничка месечно изнесува 35.040 денари. Значи двајца работници кои имаат минимална плата им недостига 4.640 денари, за да може да ги покријат минималните месечни трошоци. Поради растот на трошоците за живот, незината вредност е опадната. Затоа незиното зголемување е повеќе од добредојдено за оваа група на луѓе. Почитувани, од почетокот на годината, па се до ноември 2021 година, основните месечни трошоци се зголемиле скоро за 1000 денари. Ако во јануари на едно 4-члено семејство му биле потребни 32.791 денар, веќе во ноември истата година за основните потреби му биле потребни 951 денар повеќе. Растот на цените на храната и на другите производи како резултат на високите цени на енергијата, од друга страна се повеќе ја подигнуваат инфлацијата во Република Македонија. Дека цените ќе растат и понатаму, потврдува и Народна банка, која ја зголеми проекцијата на инфлацијата за 3,1%. Првично беше планирана за 2021 година инфлација од 1,5%, но во месец април таа се промени на 2,2%, за да на крајот на 2021 година достигне 3,1%. Загриженоста за порастот на инфлацијата е и кај граѓаните, и кај стопанствениците. Според новиот предлог закон, со член 1, висината на минималната бруто плата за месец март треба да се усогласи со 50% од порастот на просечно исплатената нето плата во Република Македонија за претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика, 50% од порастот на индексот на трошоците, објавен исто така во Државен завод за статистика за претходната година, и минималната плата не смее да биде помала од 57% од просечната плата објавена во Државниот завод за статистика. Друга измена со новиот предлог закон за минимална плата е што исплатата на платата ќе биде во месец март наместо во месец април, како што беше со претходниот закон за минимална плата. Во новиот предлог закон додаден е и нов член 4е, со кој се укажува кој не може да оствари финансиска помош. Во Република Македонија има 80.000 работници кои земаат минимална плата. Затоа законот го поддржуваме, затоа што со ова покачување барем малку и дел од работниците ќе го почувствуваат ова покачување и ова тешка состојба ќе ја надминат. Но мора да укажеме на тоа дека вака како што е предложен законот за минимална плата ќе предизвика дополнително незадоволство кај друга група на вработени. На Комисијата за труд и социјална политика предложивме проширување на законот за да не се дозволи урамниловка, односно изедначување на платите и демотивација кај вработените кои имаат поголеми работни обврски и сложеност на работните места. Со амандманот баравме скалесто зголемување на платите, за да нема дискриминација,
на различните категории вработени во однос на нивниот материјален статус и примањата на работното место. Баравме доследно почитување на колективните договори и коефициентите на сложеност на работните места за сите вработени во администрацијата, со што платите на културните работници, наставници и здравствени работници и на сите останати вработени во јавниот сектор да пораснат сразмерно со минималната плата. Сметаме дека поврзаноста на коефициентите и бодовите во колективните договори или износи на плати согласно општите акти на работодавачот ќе имаат правна смисла и ефективна примена доколку тие бидат усогласени со растот на минималната плата. Има колективни договори на ниво на сектори и гранки каде се вметнати коефициенти согласно сложеноста на работата и степенот на образование на работникот. Во тие сектори платата се пресметува согласно сложеноста на работата и степенот на образование на работникот. Но за жал амандманот не беше прифатен. На можни понатомашни незадоволства на вработените со овие измени на минималната плата предупредуваше и Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани. Според нив, проценката, ако не се дополни Законот за минимална плата, 60% од вработените ќе земаат плата под минималната. Односно, ако минималната плата е 18.000 денари, а платата во управата и правосудството не пораснат заедно со минималната плата, тогаш системот на плати во управата и правосудството според нив тотално ќе крахира. Затоа што ќе се случи? Вработените со основно образование со 18.000 денари и со работен стаж да имаат повисока плата од вработените со високо образование. Или, например, хигиеничарка со основно образование кое има повеќе стаж, ќе го надмине администраторот или архиварот со средно образование и со поголема сложеност на работа. Со новата вредност на минимална плата, владата за прв пат во историјата на Република Македонија ќе направи цела категорија на вработени во администрацијата, кои досега беа барем малку над минималната плата, а сега да имаат само минимална плата. На тој начин владата го зголемува процентот на вработени кои ќе примаат минимална плата од 13,8% на 18%. Незадоволството ќе биде токму кај оваа група на граѓани, кои ја сочинуваат оваа разлика од 4,2%. Тоа е така затоа што минималната плата од 2012 година, кога е воведена за прв пат, па досега се зголемила за 120%, а платите во администрацијата и правосудството од 2012 година се зголемиле само за 10%. Со други зборови, доколку владата ги почитуваше законите и вршеше усогласување на платите со порастот на минималната плата, како што е пропишено во член 8 од Законот за минимална плата, ваква разлика во платите немаше да има. Поради ваквите работи, незадоволството кај работниците е се поголемо. Сведоци сме за честото заминување на работниците од нашата држава, одење во други држави, барање нов начин на живот и поголема плата за подобар стандард. Затоа во иднина треба да се залагаме сите заедно за подобрување на животниот стандард на работниците, за да може да ги задржиме овде во нашата земја, во Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам. Реплика пратеничката Марија Костадинова.